Во 1519 година во Лајпциг, во Германија, се случуваше една голема дебата. Мартин Лутер малку пред тоа ги имаше ставено своите 95 тези, ќе се сетите на вратата таму во што викаат ги заковал на врата тие 95 тези, од кои всушност тој тргна да разговара за проблемите кои се случува во Римокатоличката црква. Зошто вака, зошто онака, зошто се прави ова и така натаму. Од тие 95 тези неколку им беа многу опасни на римокатолиците во тоа време. Едната теза беше дека Библијата е единствениот извор како авторитет. Другата теза беше непогрешивоста на папата и неколку такви посериозни работи кои беа спомнати. Ама заради тоа што тој ги истакна тезите јавно, затоа што беше сепак познат некој човек во Германија во тоа време, а Римокатоличката црква во Лајпциг организираше средба помеѓу него и еден човек кој во тоа време беше еден од главните застапници на римокатолицизмот, како, ајде да кажеме, нивни главен адвокат, оратор, како сакате кажете го, чие име беше Јохан Ек. И Мартин Лутер и Јохан Ек всушност со денови дебатираа за тие 95 тези и за тоа како и на кој начин, зошто всушност Лутер мисли тоа што го мисли, зошто го тврди тоа што го тврди внатре. Резултатот од тоа беше дека 1520 година Мартин Лутер беше всушност исфрлен од Римокатоличката црква и му беше кажано дека тој е еретик и како таков го прогласи. И всушност од тука после почна реформацијата. Оваа дискусија, оваа дебата помеѓу Ек и Мартин Лутер ја слушал еден човек во тоа време, кој си седел, кој си го слушал тоа, Јохан Грауман. Името негово ништо не ми значи ни мене ни вас, ама кога истражував малку го најдов тука. И излегол од таа дебата слушајќи, бидејќи иако бил помошник на Ек, тука, всушност тој требал да биде како помошник, како секретар на овој главниот што дебатирал против Лутер, во тој момент човеков сватил дека ова што го вика Мартин Лутер е вистина. Се свртел, излегол од Римокатоличката црква, станал всушност проповедник, протестантски проповедник во тоа време, ама зошто го спомнувам ова? Затоа што во 1525 година, значи 5 години само после почетокот на реформацијата, тој напишал една песна која до ден денес се пее и во Германија, и во земјите со англиски јазик каде што се зборува, кај нас ја нема, не можев да ја најдам, ама таа е првата песна која всушност е напишана врз основа на Псалм 103. Но е псалм што денеска ќе го спомнуваме. Затоа всушност и го спомнав ова како вовел. Јас копав малку по интернет и најдов, барем така по моето копање, најдов барем 387 песни кои се пеат денеска, кои се напишани врз основа на овој псалм. Всушност после најдов уште неколку други, некаде до 411 можеби ќе дојде бројката, барем од она јас што го видов, песни кои се напишани врз основа на Псалм 103. Зошто е ова интересно? Затоа што Псалм 103 е псалм на славење од почеток до крај. За разлика од другите псалми, за разлика од било кој друг псалм што ќе почнете да го читате, ќе видите дека во него има само обожување. Ништо повеќе. Ништо. Основата, центарот на целиот псалм, оној за кого цело време се зборува е Бог. Оној јас сум за кој Библијата го зборува тука, оној вечен. Ние не ја знаеме историјата околу овој псалм. Се сеќавате на Псалм 51 кога зборувавме, таму пишува дека е покајнички псалм од кога Давид нели сгреши со Батшеба. Или некој псалми ќе видите таму вика псалм кој Давид го напише кога бегаше од Саул. Или псалм кој се случил во тоа и тоа време, во такво и онакво време. Тука историјата не ја знаеме. Апсолутно не знаеме што била позадината, зошто псалмот е напишан. Знаеме, барем веруваме дека е напишан од Давид, има причини зошто така се верува, и некој велат дека Давид го пишува псалм всушност кога е веќе стар човек. Зошто? Многу коментатори ќе ги прочитате, ќе кажат стар човек затоа што сега пред крајот на животот може да се сврти назад и да види што се Господ благословувал и како се Господ што се му дал. Во овој псалм, прочитате го пак дома онака на тенане, Псалм 103. Нема барање, нема молитва, нема Господи дај ми ова, Господи спаси ме од ова, Господи помоги ме од ова. Нема ништо такво во псалмот. Псалмот е чисто обожување на Бога. Апсолутно ништо. Ова е единствен псалм од ваков вид, јас верувам барем во писмото. И затоа, кога ќе почне, пак ја речем како прва песна, Давид овде само го излева своето срце. Богот кој се обожува, не јас сум. И он зборува тука за
за Божите сите атрибути во псалмот. Ги почнете да читат. Целото обожување се сведува на тоа кој е Бог, каков е Бог, на кој начин ние можеме да му пристапиме на Бог. И затоа псалмот почнува и завршува со онај дел тука, како што вика: благословувај го душа моја Господа и целата моја внатрешност да го благословува неговото свето име. Пате, ова е псалм кој може да го чита и да го верува само човек кој верува во Бог. Ова не е псалм како молитва: Боже, поможи, што го викате. Да можеш да кажеш: Господи, нека се што е во мене те обожува. Треба стварно да стоиш пред Господи да кажеш: јас ти верувам, Господи. Јас знам дека ти си тој кого можам да го славам тука. Видете ги 11, 13, 17 стих. Цело време, во 18 стих. Сите што го благословуваат Бог, сите што го обожуваат Бог, сите што треба да направат нешто за Него, се оние кои се со чисто срце. Тука. Така стои. Овде обожувањето е повторно само и исклучиво на Бог. Овде не зборува Бог е ваков, Бог е онаков. Овде зборува само овај единствениот, живиот, вистинскиот. Тој е центарот на се што се случува тука. И псалмот има 3 дела всушност. Ако сакате да го погледнеме дел по дел, има 3 дела и првиот дел е кога псалмистот зборува за внатрешниот повик за обожување. Тие се стиховите тука 1 до 5, првиот до 5 стих. И првото со кое започнува е ова: благословувај го душо моја Господа. Благослови јас, не некој друг. Јас самиот на себе се изборувам и викам: Господи, јас сакам да те благословам, јас сакам да те обожувам. Тоа е основата од која овде започнува се. Не со нешто друго, не со некое барање, не со било каква друга работа. Обожувањето на Бог започнува во срцето, после ќе се види надвор. Обожувањето на Бог не е: ајде ние сега ќе обожуваме. Знаете, ќе рече некој: ајде сега да станеме да славиме. Океј, ако не излезе од внатре, ако не почне од тука, ако почетокот не е во моето срце, ништо нема да се случи. Обожувањето мора да излезе од мојата внатрешност. Инаку немам ништо. Јас си зборувам себе си. И всушност тоа е многу интересно овде, што зборува авторот, бидејќи читав еден коментар на овој псалм, и тука ни вика вака, вели во коментарот: разговорот мој со мене за Бог е толку гласен колку што е моето познавање за Бог големо или мало. Колку јас ќе го обожувам Бог, зависи од тоа колку јас го познавам Бог. Ако Бог е некој на кој само помислувам кога ми е тешко: леле Боже, што направи? Леле Господи Боже, колкава може да биде моето славење? Колку можам да го славам оној што не го познам? Колку можам да го славам оној што стварно не го знам? И интересно е дека овде благословувај го душо моја Господа. Не спомнува инструменти, не спомнува тим за обожување, не спомнува ефекти, не спомнува се тоа е супер. Ама пак ја речем, ако обожувањето не излезе од срцето, ако не излезе од целата моја внатрешност, тогаш е џабе. Тогаш е едноставно шоу и ништо повеќе, ништо помалку. И продолжува понатаму псалмистот и кажува практично дека пред да се појави тоа обожување околу мене, мора толку да зоврие внатрешно, не можеш да го држиш, веќе ќе излезе. Тоа си радосе. Вчера разговарахме со Давид и со Ивана на Zoom. И одеднаш во еден момент ни кажува, биле во музеј, имало некој кинес таму внатре, кинес ли беше, што ли беше, и гледале некои слики. Дојде вика човекот и кога ја виде сликата, вика испушти таквов еден вика извик на одушевување од срце, човекот вика ќе одлеташе. За такво обожување зборуваме. За нешто што ќе излезе од внатре, што не може никој да го сопре. Совршена радост која клокоти и само извира на површината тука. И тогаш
кога ќе се најдете, јас знам често во канцеларија од Сабајле, кога си читам за тивко време, кога ќе најдам или нешто друго, и одеднаш ќе дојдеш во момент кога не можеш со зборови да го изразиш тоа што го сакаш и ќе ти текне некоја песна. И ќе почнеш да си ја подпевнуваш, да си ја пееш и така натаму. И тука ќе кажам нешто, може да ќе се согласите, ама не, ама химните, оние старите химни многу повеќе зборуваат за обожувањето на Богот колку современите. За една радост што треба од внатре да излезе. За кого обожуваме, како обожуваме, на кој начин. Текстовите беа многу по-содржајни, барем така мислам. Се што е во мене, да го благословува неговото свето име. Ова не е нешто што од надвор ме мотивира. Сум добил на лото, фала ти Господи. Не. Ова е нешто што од натре, од мојата суштина, излегува и вика, ова е Господ на кој му служам. Ова е оној Бог кога јас го сакам. Ова е оној Бог пред кој стојам јас денеска. И кога ќе го видам тоа, тогаш се враќаме на она што Исус го викаше, возлюби го Господа твојот Бог со што? Со сето срце, сета душа, сиот разум. Срце, душа, разум, сите работи кои никој не ги гледа. И од тука кога ќе излезе обожувањето, е вистинско обожување. Тоа е она за кое всушност псалмист овде зборува. Ништо не е, пак ќе речем надворешно, леле што убаво нешто ми се случи денеска, па затоа го славам Бога. Не, тука за тоа што е внатре. И затоа станува многу специфичен после тоа. Кај што ќе каже, не заборавај ги сите негови добрини. Ова е заповедта од Господ према нас, да не забораваме што тој прави сега за нас, да се подсетиме, да не забораваме. Вика тука, да си направиме каталог на секоја благодат, секоја милост, секој чин, се што ни дал, секоја заштита, љубезност доаѓа од него. Ова е многу критично. Пате. Бидејќи овде, ако се вратите назад во повторениот закон, во стариот завет, сакам да ве подсетам дека Бог толку сакаше Израел да не заборави што Бог прави за него, што им даде една голема наредба. Ево видите во повторен закон 8 глава, 11 до 20 стих. Гледате што пишува. Вели вака: гледај да не го заборавиш Господа твојот Бог, не почитувајќи ги заповедите негови, законите негови и наредбите негови што денес ти ги кажува. Кога ќе јадеш и ќе бидеш сит, и ќе изградиш убави куќи, и ќе се вселиш во нив, кога ќе ти се намножи крупниот и ситниот добиток, и кога се збогатиш со многу сребро и злато, и од секи имаш во изобилие, гледај да не се возгордее срцето твое, та да заборавиш на Господ твојот Бог, кој те изведе од египетската земја, од домот на робството, кој те преведе преку големата и страшна пустина, каде што има отровни змеи, скорпии и суви места во кои нема вода, кој ти извади вода од гранитна карпа, те хранеше во пустината со мана, која татковците твои не ја знаеја, за да те смири и да те искуша, па да ти направи потоа добро, и за да не кажеш во срцето свое, мојата сила и цврстината на мојата рака го здобија ова богатство. Господ вика, и од време на време дигни рачна. Застани, размисли од каде го доби сето ова што го имаш. Помисли кај си бил, кај си дошол. Погледни се, гледај да не заборавиш, за да не те казнам. Ова е многу интересен тука текст. Вака треба да го живееме животот. И затоа ќе направиме сега една мала вежба, која после ќе исечеме од она тука што се гледа онлайн, ама сакам Сузи ќе ви подели едни ливчиња и пенкалци. На ливчето стои вака. Вика 10 работи што ги направи за мене Бог од минатата недела. Од недела, минатата недела до сега. 10 ствари што Бог ги направи за тебе. Ова не е домашно, не ми го враќате мене, не ми го давате мене. Седнете, најдете 10 ствари. Запишете ги да видиме дали може да најдете барем 10 ствари. Има многу што да напишеме, има многу што да се научиме. Сакам да продолжам. Ова што го читавме од повторен закон таму, продолжува на крајот, знаете што вели? Да го помниш Господа твојот Бог, зашто тој ти даде сила за да се здобиеш со богатство, за да го исполни, како денес, својот завет кој со заклетва го беше потврдил на твоите предци. Ако пак го заборавиш Господа твојот Бог и тргнеш по други богови, знаете што значи ова? Ако речеш моето богатство ми го даде сето ова што ми треба, моето здравје ме донесе до тука, мојот памет ме донесе до тука. Вели, ако пак го заборавиш Господа твојот Бог и тргнеш по други богови, ови што испомнав, служејќи им и поклонувајќи им се, ви сведочам денес дека ќе изгинете.
Онака како народите кои Господ ги уништи пред вас. Така ќе загинете и вие, затоа што не го послушавте гласот на Господ, вашиот Бог. Замислете си фамилија, замислете си семејство, замислете си црква, замислете си дом, замислете си организација, во која ќе се соберат прво луѓето заедно, ќе седнат и ќе зборуваат за тоа што Господ им дал. Како Господ ги благослови. Да се соберат и кажат: Боже, те благословуваме за секое добро, ситно нешто што си ми го дал, затоа што да не беше ти, и ова ќе го нема. Ова не може да го добиме. Тоа не може да се случи. И кога тоа ќе го поминеме, кога ќе се обратиме кон Бог со обожување, малку тешко е да почнеме да се жалиме и да стенкаме и да гледаме наоколу кој што прави. Тоа е идејата овде. И тоа е многу, многу убаво, затоа го спомнав овој псалм. Понатаму во 18 стих, од кога ова ќе го каже, во 18 стих псалмистот бара да се сетиме на сите негови правила, ќе се вратиме на тоа и да ги почитуваме. Со други зборови, ако веќе си се сетил колку благослови ти давам секој ден, многу ли барам ако кажам сега почитувам и исполни го мојата заповед? Многу ли барам кога ќе речам: ајде сега направи ова, ајде сега не прави ова? Гледај што се сум ти дал. Многу барам од тебе. Тоа е нешто за кое треба да го видиме и да размислиме. Ева е ползата. Гледайте која е ползата што Господ ни ја дава. 3 до 5 стих во псалмот тука. Кој ги очистува сите твои беззаконија, кој ги исцелува сите твои болести, кој го избавува од пропаст твојот живот, кој те обвенчува со милост и со добрини, кој го исполнува со добра животот твој, како на орел ти обновува твојата младост. Тука. И започнува, забележете со што? Со она кој ги исчистува сите твои беззаконија. Почнува со тоа: ние можеме да застанеме пред Бог затоа што тој ни простил за сиот наш грев. Стоиме пред него и тоа е првото и најважното нешто. Нема веќе осудување за тие кои се во Христос Исус. Тоа е првото нешто со кое он започнува. И ова е всушност почеток на Евангелието, ако сакате, или Евангелие во Стариот Завет. Тој ти ги простува твоите гревови. Знаете, во Исаја 43:25 вика: јас сам ги бришам твоите престапи, зошто заради самиот себе и гревовите твои нема да ги спомнам. Никој нема веќе да ни ги спомне гревовите, што лошо сме направиле или што треба да се направи. Следното што го пишува тука, значи ова всушност што го пишуваше пред малце, ова гревовите твои нема да ги спомнам, ова ни е сигурноста наша, дека Бог ни го простил нашиот грев. Нека моите гревови ми се простени заради Господ. И тоа е основата на се. Кога ми е мене простено, ја сега можам да додам натаму. И да живеам. Понатаму вика: кој ги исцелува сите твои болести. Тука спомнато. Многу луѓе ќе речат: значи ако си верник, ако Господ ти го прости гревот, автоматски ќе биде здрав. Интересно е овде дека Бог вика: кој ги простил сите твои гревови, свршено време. Кој ги исцелува сите твои болести, свршено време. Ако е тоа вистина, никој од нас не би требало денеска да биде болен. Јас не велам дека Господ не лекува. Јас велам дека Господ овде во овој текст, она што сака да го каже псалмистот, дека Господ се ќе направи совршено. Зошто тоа го кажам? Бидејќи во Исаја 1 глава 5 и 6 стих повторно вика: каде уште да ве бијат вас кои се уште се противставувате? Целата глава ви е во рани, целото срце ви е изнемоштено, од глава до пети нема во тој народ здраво место, мудрици, гнојни рани, неисчистени, непреврзани, необенкати со масло. Кога Исаја тоа го зборува, во првата глава, тој не вика дека сите биле губавци во Израел. Тој сака да каже: сите сте во гревот болни, болесници, полоши од кого што може сами да замислите. Бог е оној што ги ти го прости гревот, Бог е оној што ги ти исчисти, да не бидеш губав, да бидеш чист. Тоа е поентата на овој тука дел текст. Ке те исцели од внатре цела твоја душа, се што е внатре. Да, еден ден на небото ќе бидеме совршено здрави. Тоа е оно што Библијата го проповеда, тоа е оно што е вистината. Тоа е реалност. Кога луѓе зборуваат за совршенство тука на земјата, кога луѓе зборуваат дека сега и тука мора да си здрав и успешен за цело време во животот, и тој што зборува гледам носи наочари и викам: нешто не е во ред. Нешто не е во ред. Или ќе видите кога бил на стоматолог и има забив скоцкан. Значи не го исцелил Бог, туку некој друг му го работил тоа. Пак ќе речам, јас верувам во Бог кој исцелува.
Веруваме Бог кој лечи и така натаму. Ама да кажеме Бог секогаш лечи, секогаш прави, тоа е ерес. Тука нема веќе да се согласиме со таа работа. Бог ни простува на се. И понатаму ни вели кој го избавува од пропаст твојот живот. Или некој превод вика кој го избавува твојот живот од јамата смртна. Зависи во кој превод на псалмите го читате. Ова не е само ова Господ ме спасува, сега ми дал вечен живот. Да, он сака да каже дека и вечен живот ќе имаме и нема да останеме само во гробот. Гробот не е крај. Гробот е она запирка. Тука што има. Поубав е преводот на Грозданов Зов да вика тој животот од гроб ти го искупува, со љубов и со нежност те крунисува. Поентата е дека ние што сме живи денеска, ќе продолжиме да бидеме живи во целата вечност. Зошто? Затоа што со нежност и со љубов Бог сака да ни круниса. Тоа сака да ни го даде на нас, за да можеме да бидеме негови. Тоа е Бог кој простува, тоа е Бог кој вика ќе ти направам завет и никогаш нема да го скршам тој завет. Вика како на орел ти ја обновува твојата младост и претходно вика кој го исполнува твојот живот со добра. Тука. Се што имаме доаѓа од него. Погледнете го списокот што го направивте пред малку. Погледнете некои од тие работи што ги запишавте и кажете ми кој може да ги направи ако не е Бог. А сигурен сум, ако ништо друго сте запиша, жив сум, здрав сум, имам некој што го сакам покрај мене, жив сум, Господ ми даде, не сум гладен, најаден сум, се што ми треба тука. Фала му на Бога за ова што го имам, радосен сум. И веќе да, ама тоа ќе ти го дадеше и кој? Пари и љубов не купуваат. Задоволство, мир во животот не се купува со пари. Тоа може само единствено да го даде Господ. Ова како на орел ти обновува твојата младост и Исаја го цитира, еден од најубавите текстови во Библијата за мене. Исаја 40 глава 28 до 31 стих. Зар не знаеш, зар не си слушнал дека вечниот Бог кој ги создал краиштата на земјата не се изморува и не изнемоштува. Неговиот разум е неиспитлив. Тој му дава сила на уморениот и му дарува сила на изнемоштениот. Се уморуваат и момчињата и ослабуваат и младите луѓе паѓаат, а оние кои се надеваат на Господ ќе ја обноват силата своја. Ќе кренат крилја како орли, ќе трчаат и нема да им биде тешко, ќе одат и нема да се уморат. Силата Божја е и за млад и за стар. Се овде е дадено од Него. Значи, првиот повик што беше даден, беше внатрешна обожување да има. Второто, веќе е оне надворешен повик за обожување, што тука го дава овој псалм. Кога веќе од внатре излегува, ајде да видиме што ќе се случи натаму. 6 и 7 стих. Господ им дава милост и правда на сите огнетени. Тој му ги покаже своите патишта на Мојсей, а на Израиловите синови делата своји. Вика тука. Што му е поентата? Еј, вие знаете што Господ направи. Всушност тој им го вика на израелците. Вие знаете што Бог направи преку Мојсей за вас. Знаете што направи он до сега. Заради тоа обожувајте го. Заради тоа кажете го на сите други што направил за вас. Бог ја открива својата откупителна цел. Ја открива својата праведна природа, го открива судот. 5 книги на Мојсей на почетокот го прават тоа. И потоа гледаме како Израел излегува и таму. И буквално тука пишува дека Бог ја покажува својата правда преку се оно што го направил претходно. И тоа е една од загадките, или ако сакате старозаветните дилеми. Како може Бог да обезбеди сочувство, да обезбеди милост кон грешниот човек, а грешникот сепак да остане праведен? Многу тешко. Како тоа да се случи? Во Стариот Завет одговорот ќе го најдете во Исаја 53. А тој беше ранет за нашите престапи, биен заради нашите беззаконија. Самиот Бог беше спремен да плати за да го даде тоа. Јас ќе бидам сочувствителен, јас ќе покажам милост кон грешниот човек, ќе го направам тоа на своја сметка. Оти, некој мора да плати цената. Јас, ти, Бог, некој мораше да плати за да бидеме очистени и готови. И тогаш, во 8 стих почнува да ни зборува тука штедар и милостив е Господ, долготрпелив, полн со милост. Прекрасно. И оној убав дел во стих 9, тој не се гневи до крај, ниту вечно се љути.
Знаете, Библијата на нас не вика гневот, нели, сонце да не ве зајде во вашиот гнев. Ама овде кажува Господ не се гневи до крај. Нема вечно да се љути. Едноставно вика, знам како си, знам кој си, знам што си, ама нема да бидам твој непријател постојано. Во еден момент ќе застанам и ќе тргнам понатаму. И затоа 10-тиот стих е еден од најубавите. Некој ќе ви каже повторно во целата Библија. Тој не постапува со нас според нашите беззаконија и не ни плаќа според нашите беззаконија. Замислете си за секој греф од Савајле што го направите, Господ да не казнеше денеска. И немој да ми кажете дека не сте сгрешили вака или онака нешто. Сега, за секој греф ако Господ не казни, каде ни е крајот? Дека тој не постапува со нас за тоа. Не. Зарем ова не е доволна причина да го благословиме Господ, да кажеме благословен да е Господ и се што е во мене да го благословува Господ. Да, сите ние што веруваме имаме гревови. Да, сите ние ќе грешиме и понатаму. Јаков ни вика, кога ќе сгрешиш, не вика ако некој сгреши. Кога ќе сгрешиш, ќе направиш 1, 2, 3, 4. Кога ќе се случи тоа? Покај се, исповедај гревовите своји, барај од Господа прошка. Ако ги исповедаме гревовите своји, Јован 1:9, верен е тој праведен да ни ги прости гревовите, да не очисти од секоја неправда. Тоа не е спорно, ама нашите гревови ќе ги има. Тој вика не постапува според нив. Џон Калвин има една многу убава изрека, вели тој прекрасно ги благословува оние кои според својата правда би можел да ги уништи. Прекрасно вика ги благословува. 11-тиот стих продолжува и вика колку е големо растојанието од небото до земјата, толку е голема милоста на Господ спрема оние што се бојат од него. Знаете колкава разликата, колкава растојанието меѓу небото и земјата? Не знаем. Не знам ни јас. Отидов на интернет и проверив да видиме докаде е универзумот како што ние го знаеме, барем онака како што викаат луѓето. Сите сте чуле дека брзината на светлината е 300.000 км во секунда. Значи, за една секунда светлината поминува 300.000 км. Океј? До тука го знаете. Бидејќи бројките се многу големи кога се зборува за вселенски работи, таму нели за космички работи, астрономите си играат со една бројка што ја нарекуваат светлосна година. Сте чуле сигурно светлосна година. Тоа е време за кое светлината, тоа е време колку пат ќе помине светлината за една година. Значи 300.000 км во една секунда. Океј? Колку секунди има во една година? Помножете по 300.000 км и тоа ќе ви даде една светлосна година. Или ако сакате да ја напишеме вака со бројки, е 9,46 по 10 со 12 нули што следат после него километри. Тоа е една светлосна година. Сега, астрономите, од сајтот на НАСА го симнав, дека крајот на Вселената, постоечка Вселена, се наоѓа на 225 трилиони светлосни години. Тука завршува Вселената. Тука не завршува Бог. Тука не завршува небото. Него онаа Вселена која ние ја знаеме, треба 225 трилиони години по 9,4 милиарди по 300.000 км на секунда. Знаете кај е тоа? Паметот кочи, кога ќе почне да размислува. Вика, како што е далеко небото од земјата, толку е далеко. Толку вика, далеко ги тргам вашите престапи. Не ги гледам, не ме интересира. Патем, после тоа вика уште нешто. Колку е далеко исток од запад, толку ги оддалечува тој од нас нашите престапи. Колку се далеки исток од запад? Сега, ако верувате во рамна земја, тоест Бог лаже, бидејќи има исток, има запад, има крај, толку. Ама тоест Бог лаже во Библијата. Библијата вика, што исток е далеко од запад, тоа кажува дека имаме круг кој се затвара. Еден од многуте факти во Библијата дека земјата е тркалесна, за разлика од кој што сака нека збори. Како што исток е далеко од запад, нема крај. Колку и додите на исток, никако нема да стасате до оваа точка е крајната точка. Да кажеше Бог како што е север далеко од југ, имавте две точки референтни кои до ден денес постојат. Ама колку и додите на исток, пак ќе одите на исток, не може да запрете. Тоа што има округ толку тој ги оддалечува од нас нашите престапи. Вика тука. Значи, тој до. И затоа во Михеј 7 глава 8 до 19 стих вели вака: Кој Бог е како тебе, за да ги простува беззаконијата,
да мине преку престапите на остатокот од своето наследство. Тој вечно не се гневи, зашто тој со радост се смилува. Тој пак ќе се смили над нас и ќе ги сотре нашите беззаконија. Тој ќе ги фрли сите наши гревови во морските длабочини. Бог е оној што простува и заборава и чисти се. Зошто толкава љубов? Зошто толку простување? Мора ли да го има тоа нешто? Зошто? Видете ги 13 и 14 стих. Па ги читам од преводот на Грозданов. Како што таткото има разбирање за своите деца, Господ има разбирање за оние кои го почитуваат. Како што родител вик има разбирање за своите деца. Сите, тука што сте родители, или што ќе бидете родители, или имате родители, нели сите сме имале мајка, татко, вакви или онака. Значи, ќе се сетите дека кога ќе направиме некои глупости, родителите сваќале зошто ги прави. Кога ќе направиш голема сериозна белја, се знае што ти следи. Ама некој пати ќе направиш белја не сакајки, не знаејки, не разбирајки, родител ќе рече ајде, нема проблем. Ајде, нема веза, свати, сваќам, разбира. Битно е ова, бидејќи 15 и 16 стих продолжуваат и викаат: дните на човекот се како трева, како полски цвет, така прецутува тој. Ке дувне ли над него ветер и веќе го нема, и местото негово веќе него памети. Господ знае дека сме слаби. Господ знае дека сме грешни. Господ знае дека правиме бели, знае дека имаме проблеми, знае колку ни е кратко вниманието кога се молиме, знае колку брзо не одвлекува, знае колку брзо се нервираме за глупости, знае дека гледаме раската во туѓото око, а гредата кај нас не ја видува. Сето тоа го знае Господ. И затоа, вика тука псалмистот, како што таткот има разбирање за своите деца, така Бог има разбирање за... Знам дека се такви. Мои се, ги знам, јасно ми е, така е тоа. Ама нема да памтам. Ке го тргнам. Ги знае нашите слабости, ама не е како нас. И затоа 17 стих вика: милоста на Господ е од век до век, спрема оние кои се бојат од Него, и правдата Негова е од чеда на чеда. Милоста Господа е од век на век спрема оние кои се бојат од Него. Да не е Божјата милост, не знам деца како ќе изгледа. Да не е Божјата милост, не знам како би се надевале дека друго поколение на луѓе ќе дојде. Во денешна ситуација кога секој се плаши како ќе биде утре, што ќе се случи, што понатаму, ако не е милоста Божја, не знам како ќе се разбудиме сабајле и ќе кажеме ајде уште еден ден ќе го издржам, некој ќе го избудам. Како? Кои се бојат од Него и правдата Негова чеда на чеда, и затоа 18 стих вика: кои го чуваат заветот Негов, ги помнат заповедите Негови. Милоста Божја е добра над оние кои сакаат да го исполнат Неговиот завет. Кои сакаат да ги исполнат Неговите заповеди. Зошто го кажувам ова? Ние не се спасуваме со држење на заповедите. Ама ние не можеме да кажеме дека сме спасени ако живееме во непослушност. Не може дете да каже: јас го сакам мојот родител и затоа не го слушам никој пати. Како може така да каже? Јас го сакам Господа, ама се што кажал да правам не ми треба. Не е тоа за мене, за некој друг. Така не може, браќи и сестри. Така нема благословувај го душа моја Господ. Тешко е да викаш: Боже, јас те благословувам затоа што не те слушам. Тоа многу тешко ќе помине. Не знам нормален човек да може такво нешто вистински и да направи. Спасени сме по благодат. Не е спорно. Не е тоа спорно. Не сме спасени по благодат, ама баш заради нашето спасение ние сакаме да исполниме Неговата волја. Сакаме да живееме според Неговата волја и тоа што се прави. Е сега, кога заврши со внатрешниот повик за обожување, благословувај го душа моја Господа, после со онај надворешен повик за обожување, сега псалмистот дека сега сакам сите да се приклучите во славењето. Не само ти сам за себе, не само вие тука во црквата, сакам малку пошироко да одам. И почнува 19 стих: Господ го поставил својот престол над небото и царството негово владее над се. Века Бог е оне кој ставил се околу нас веќе. Има цар над се и тоа е Господ. Јас спомнав и минатиот пат кога зборувавме за псалмите на едно место. Ние не веруваме во деизам. Дека Господ го создал светот и го пуштал да си работи како часовник, што се потроши батеријата, ќе умре светот и крај. Не. Господ одржува се во живот. Царството негово, тоа е она што владее над се. И затоа, сега псалмистот да не остави да се мислиме што е тоа се, во 20 стих вика: благословувајте го Господа сите ангели негови.
Вие крепки по сила кои го извршувате неговиот збор, слушајќи го гласот од зборот негов. И ангелите дури вика се дел од сите. И они има да го слават. Патем овде 4 ствари има што ги спомнува за ангелите. Ангелите се негови, силни се, послушни се, му служат, го обожуваат. Ситно, патем само да го спомнам. Нивните гласови никогаш не молчат. И ако погледнете во Откровение, ќе забележите дека најголемиот дел од ангелите што се спомнати таму го слават и го обожуваат Бог цело време за тоа што тој е. Нели Господ е некој нарцисистичен Бог кој очекува, ајде славете ме, селти без вас не можем. Туку ние го славиме, оти не можеме, а да запреме да го славиме кога знаеме кој. Ангелите не можат, а да не го слават. Гледајќи кој и каков. Тоа е истото и за нас тука доаѓа. И потоа поминува над ангелите, над сите тие ствари и вика благословајте го Господа сите негови војски, сите негови служители кои исполнувате волјата негова. Овие сите негови војски, немам време, ама отидете си во повторениот закон 4 глава, ќе видите што збори. Сонцето, месечината, звездите, се што е создадено. Целата вселена, сето создадено нешто, благословајте го Господа. И викав, тие ја исполнуваат волјата него. Значи, кога ќе се случи поплава, кога ќе се случи потоп, кога ќе се случи земјотрес, кога ќе се случи супернова, кога ќе се случи да видите како комета прелетала и гледате таму нагоре на кај звездите, сите тие исполнуваат неговата волја. И сите тие со своето постоење, со се што прават, го благословуваат Господа, со други зборови, го обожаваат и му даваат нешто повеќе. Целата вселена, се што е создадено, е тука во таа слава. Внатрешно славење, надворечно славење, универзално славење. И пак на крајот завршува таму кај што почна. Благослови го, душа моја, Господа. Во крајна сметка, сака да каже, окей, ангелите те слават, светот те слави, сете слави, сете убаво. Ама јас сакам да те славам. Благослови го, душа моја, Господа. Нека почне со мене. Скоро 500 години од моментот кога беше напишана првата, да кажеме, популарна песна врз основа на Псалм 103, верниците до ден денеска му даваат слава и обожување на Бог преку Псалм 103. Преку она што го викаат благослови го, благослови го, благослови го. Ние сме дел од сите тие што го благословуваат Бог. И нека Бог ни даде да не го заборавиме тоа. И утре савајле кога ќе станеме, би било убаво првото нешто што ќе ни падне на памет да биде благослови го, душа моја, Господ, буден сум не. Така ќе му служиме на Господа. Амин.